Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно мое видео. Овој пат се вратив кај гуштерот, кај камениот гуштер, кој што снимав пред некое време и за кој што добив многу коментари, односно таа фамозна историја опишува, кажува дека ова биле гробници. Јас се решив да дојдам кога врне дош, за да видам дали се гробници или пак се ова места каде што собираат вода, кое што потоа енергетски каменот ја прочистува. Мојата теорија беше дека се за вода, меѓутоа луѓето повторуваат едно па друго. И така се решив да дојдам на ова место кога врне дожд, па да видиме какви се овие гробници и каква е таа логика ова да бидат гробници, затоа што покрај овој камен гуштер се наоѓа земја, па така нема логика да закопуваат луѓе во камен, кога до тебе имаш земја, каде што може да го закопаш длабоко, каде што е хигиенски, каде што нема да се прошират никакви болести, затоа што доколку луѓето биле закопувани во овие камени места на волку плитко, верувајте дека ќе смрдело, ќе се ширело болести и слично, така да не ја разбирам таа логика да се повторува нешто цело време без притоа да се размислува логички со сопствен ум. Значи, секако, секој има свое мислење, јас го почитувам тоа, меѓутоа, ете, мојато мислење дека ова се, како што кажав, места каде што се енергизирала водата, па така дојдов кога врне да видам што се случува. Па ајде да одиме да се качиме на гуштерот и да видиме дали се полнат со вода и слично. Па ајде да видиме што се случува, дали се полни со вода и дали затоа ги користеле нашите предци. Значи, ајде ќе се качиме горе и да ги погледнеме одблиску овие така наречени гробници. И како што можете да видите што од самиот старт они се под агол, односно се така направени за да може водата од едната када да се прелива во другата, во третата и да истекува доле во канал, и потоа таа вода да се собира некаде подоле. Значи, целата вода е усмерена кон канали кои што ги има од страната на овој камен гуштер и таа вода се потоа се собирала некаде подоле. Тоа е многу очигледно. Науката, не знам историјата од кои причини кажува дека со ова гробници, они секогаш работат по некоја одредена наредба, односно не размислуваат здраво разумски. Ова во никој случај не може да биде гробница, затоа што овие, како што гледате, одма се наполнија со вода, колку и да има поклопци одозгоре, сепак ќе се полнат со вода. Како што кажа, второ, нема никаква логика, нема никаква да се копа во камен кога има земја околу и сигурно ќе се шират многу болести ако сите овие тела биле тука оставени на волку плитко. И затоа дојдов кога врне дош за да одговорам на тој коментар кој што го добив преку 50 пати, односно дека ова биле гробници, затоа што некој од мејнстрим науката го кажал така и едноставно треба да прекинеме да слушаме се, за нешто се оправо, за нешто не се оправо. Меѓутоа се треба да препрашуваме и да уклучуваме нас здрав разум. Затоа што Бог не створил со разум сите, не само научниците, не само богатите, не само политичарите, сите имаме право на сопствено мислење и сите имаме право на уклучување разум. Еве тука ви покажувам како водата си се прелива од една када во друга, односно кога ќе се наполни, водата си продолжува да полни таа када. Ово е погледот на повеќето кади
и гледате дека сите се поврзани една со друга и сите се под некој одреден агол за да може водата да истекува од нив кога ќе се наполнат, што се гледа и од оваа снимка. Гледате тука се поврзани меѓу себе кадите и повеќето кади што се од повисоко се поврзани со пониски. А сега ќе ви ја покажам и големината на кадите. Еве до оваа го ставив мојот телефон, можете да видите колку е мала. Меѓутоа должината варира, а тоа што го покажува дека ова не се гробници, нивната широчина, најшироката када е широка колку мојата патика. Еве, ова е најшироката када, таа е широка колку мојата патика. Гледате што е околу 30 сантиметри, што никако не може да биде гробница. И мислам дека завршивме со тоа, да не се повторуваме. Секој има право на своје мислење, кој што кажав, јас ви ги покажав фактите, па вие одлучете сами дали е тоа точно и дали не лажаат. Главната намена на ова место е за енергетско исцелување или на создавање на позитивна енергија, затоа што каменот во допир со вода секогаш ја трансформира водата во или енергијата во околината во позитивна. Па така тие луѓе што живееле тука го знаеле тоа и тие ја го употребиле каменот и употребиле водата за да создадат посебен вид на вода кој што е многу лековит и кој што е полн со позитивен набој. Па така доколку живеете покрај река, вода или имате подземна вода, убаво е да ставите камен во дворот или камен во вашата куќа за да ја трансформира енергијата во позитивна. Така да и ова место има чисто енергетска улога или трансформација на водата и енергијата во позитивна и благотворна. Ништо повеќе, тоа му е улогата и се надевам дека ќе го посетите и вие и сами ќе осетите енергијата, посебно доколку има вода во овие кади.